Со одлука на Советот во Куманово во занаетчискиот дом ќе се отвори Европска куќа на младите. Станува збор за недвижен имот во сопственост на општина Куманово кој ќе биде отстапен на делегацијата на Европската унија без надомест. Во конкретен случај се работи за деловен простор во занаетчискиот дом по скица со површина од 48 метри квадратни, по скица за премер број 11 и истиот беше, за да биде појасно, таму беше сместен кафиќот Јарт, односно претходно беше сместено Дона Плюс, за тој деловен простор се работи. Европска куќа во Североисточен плански регион беше во Крива Паланка и сите манифестации поаѓа од Крива Паланка. За жал во општина Куманово немаше простор како што го бараа, а тоа е во центар на Куманово, за да бидат попристапни и достапни на граѓаните, особено на младите луѓе, затоа што тоа е инкубатор на млади кадри кои излегуваат од таму и постојано се таму. Значи, баравме просторија до сега, за да може да се прилагодиме и на нивните барења, и еве се прилагодуваат и тие. Значи, занаетчиски дом дефинитивно се тргнати луѓето од таму, меѓутоа се ослободени просторијата. Знаете дека распишувавме гласавме за распишување на јавен повик и тие се навистина заинтересирани да дојдат. Моето претходно прашање за оние советници кои беа во претходниот состав на Совет, кога имавме средба со евроамбасадорот, зошто во Крива Паланка, а не во Куманово, и потоа тогаш ми објаснија дека барат простор и се дислоцираат од Крива Паланка за да можат по Куманово како центар на Североисточен плански регион да отворат Europe House, затоа што мислам дека тука им е местото. Во рамките на Еразмус Плюс проектот подобрување на практичните вештини на идните медицински сестри, 16 ученици и 2 професорки од здравствената струка беа во 14-дневна посета на Португалија. Денеска во просториите на Средното техничко училиште Наце Буѓони се одржа завршен настан од проектот, на кој учениците ги споделија своите впечатоци и искуства од посетите на центрите за лица со интелектуална попреченост, психијатриските болници и португалските музеи за здравје, фармација и дерматовенеролошки болести. Нашите ученици од Техничкото училиште Наце Буѓони докажуваа дека кога се работи со љубов, европските стандарди се достижни, порачаа надлежните. Имено станува збор за Еразмус Плюс проект кој што се реализира оваа година по трет пат во нашето училиште. Ова е проект кој што е познат под името подобрување на практични вештини на идните медицински сестри, кој што е реализиран преку грант на нашата Национална агенција и тренинг центарот од Португалија. Ова за нас е многу битен проект, бидејќи го дига реномето на здравствената струка, стекнуваме нови искуства, нови вештини, кои што понатаму ќе треба да ги искористиме. Јас во моје име и во име на колешката Магдалена Трановиќ, како и на учениците, сакам да изразам огромно задоволство за вашето присуство денеска. И би сакала да упатам едно големо благодарам до директорот на укажаната прилика како за нас наставниците, така и за 16 ученици кои што беа со нас на проектот во Португалија и кои што има можност таму да видат на кој начин функционира здравствениот систем и да може да направат разлики со нашиот здравствен систем. Научија многу работи за кои се надеваме дека во иднина како идни здравствени работници ќе може и да ги применува тука. Преку практична работа, нови предизвици и средби со различни луѓе, научивме дека медицинската сестра не е само професија, туку хуманост, посветеност и грижа за секој пациент. Во рамките на проектот посетивме здравствени и образовни установи, каде што се запознавме со современи методи на работа и европски стандарди за обука. Посебен впечаток за нас како ученици оставија посетите на установите за лица со интелектуални попречености, како и психијатриските установи, затоа што можевме да видиме дека една медицинска сестра всушност представува столб на секоја здравствена установа, и дека не треба да поседува само вештини од доменот на медицината, туку треба да биде една емпатична личност, треба да биде хумана и треба да се пружи како човек на секој еден пациент. Јас сум Ива Ангеловска, ученичка втора година и ќе ви објаснам посетата на Ирмас хоспитале во Лисабон.
Најпрво бевме пречекани со презентација која всушност ни објасни како функционира самата установа и дознавме дека установата работи со лица кои што имаат физички, психички и интелектуални повреќености и дознавме дека нивната цел е да им помогнат во нивниот живот со различни терапија. Имавме можност да посетиме оделенија и да видиме како персоналот работи со пациентите и како се грижи за нив. Јас сум Димитри Илиевски и кога бевме во Португалија имавме можност да ја посетиме Фондација Лига. Тоа е португалска непрофитна организација која им помага на луѓето со попреченост да имаат подобар живот и подобра благосостојба. Таа обезбедува услуги како што се рехабилитација, исто така и образование, професионална обука, вработување и исто така социјална инклузија. Низината главна цел на оваа организација е да покаже дека сите луѓе се еднакви и да им помогне на луѓето со попреченост да живеат нормален живот. Јас сум Еланија Лазаревска и сега ќе ви раскажам за нашата посета во музеот ДСУД, каде што имавме можност да видиме како медицината се развивала со текот низ годините и здравството. Имавме можност да разговараме со вработените таму, кои ни кажа и ни објаснија многу интересни информации за самиот музеј. Имавме можност да видиме многу различна архивиска граѓа, како што се фотографии, документи, лабораториски инструменти, аптекарски предмети, кои ни сведочат за работата на самите лекари. Дознавме дека здравството во Португалија постојано се развива со модерна медицина, нова технологија и едукација на медицинскиот кадар. Исто така, музеот прикажува важни моменти од самото воведување на вакцинација, исто така подобрување на хигиената и развојот на превенција во медицината. Зборувавме за превенцијата на болести и значење на редовни медицински прегледи. Кумство, вера и духовна визија во срцето на народот е етнолошки документарен филм што беше промовиран вчера вечер во Занечискиот дом. За ова филмско остварување кое представува вреден запис за нашата традиција и духовна култура, стои авторот Надица Петковиќ, виш кустос етнолог и посветен истражувач на народниот живот. Преку сеќавањата на луѓето, филмот го оживува ритуалот, но и приказната на Борче, приказна за сонот што станал јаве и црква во селото Стрезовце која станала вечно светилиште. Овој филм представува значајно сведоштво за нашето нематеријално културно наследство, за обичаите и духовните врски што ги поврзуваат луѓето, семејствата и генерациите. Особено ми е драго што автор на овој филм е виш кустос Надица Петковиќ, вработена во Национална установа Музеј Куманово, која преку својата стручност, истражувачка работа и посветеност успеа да создаде дело со трајна културна и етнолошка вредност. Етнолошкиот филм представува моќен мост меѓу минатото, сегашноста и иднината на едно општество. Тие не се обични документарни кадри, туку живи сведоштва за човековото постоење, традицијата и културниот идентитет. Во свет кој брзо се менува и глобализира, овие записи имаат непроценлива општествена улога. Обработува една длабока, автентична и жива тема. Народен обред што од година во година станува се поприфатен и од младата популација. Преку објективот на камерата, авторот не внесува во сршта на овој дневен обичај, прикажувајќи символиката на заедништвото, светоста на кумството и духовното поврзување на заедницата околу црковниот храм. Но оваа филмска приказна крие уште едно мистично и фасцинантно сведоштво. Во неосни стариот религиозен ритуал и колективната меморија на народот се испреплетува и споменот за еден познат и необичен човек. Човек од традицијата, на граница помеѓу верата и народните верувања, мистична фигура и самоук духовен советник, кој по смртта станува дел од локалните предања. Може би неприфатен од сите, но некои го паметат како исцелител, некој како осаменик, а некој како легенда. Неговите визии беа потик за изградба на духовни храмови,
Воден од еден моќен, соновен сон, преку виша порака и задача, тој ја изградили црквата во која денес се слави кумството. Преку сеќавањата на луѓето, филмот го оживува ритуалот, но и приказната на Борче. Приказна за сонот што станал јаве и црква која станала вечно светилиште. Та мајка Богородица дојде во сон мене и вели: ајде чедо со мене, ми се стори како метари по стаза, како метари по стаза, посипана с као белјаковски рудник, црвенкаста ситна камен ситан, и идемо на шодин камен, тркен камен, шодин камен, за треќа глава. Треќа глава е Костоперска карпа за Гигул. Те стори огромен мост како на река Темза и фала Богу, и пројдоме преку тој мост горем и по мостот мајка Богородица таа иде, врви, води и ја поред не иде. Али од два сокола од небо летат и све зрачи куде ве иде. И сам излегуваме на луѓето се видат како џуџиња, а овце како песници толку висина. И искочимо на карпата, вика, овдека, знаеш зашто сам те извела, вика, ај окрени се на североисток, иска, ај окрени се на исток, се окревам на исток, огромен манастир, како на како Свети Јоаким, така на Костоперска карпа, на треќа глава. Со години, Надица Петковиќ будно го следи пулсот на традицијата, документирајќи ги обичаите кои го обликуваат нашиот идентитет. Филмот е резултат на незината долгогодишна теренска работа, посветеност, стручност и љубов кон зачувувањето на нематеријалното културно богатство од заборав. Ви благодарам што сте дел од вечерашната промоција. Сакам да изразам голема благодарност до сите кои директно или индиректно беа вклучени во реализација на овој проект и допринеа да изгледа вака овој видеозапис. Иако ова е ден, баш ден, една година после снимањето е случајно стана да биде проекција баш на овој ден. Ништо не е случајно. Проектот е реализиран со поддршка на Министерството за култура и туризам и Општина Куманово. Младинскиот оркестар при Центарот за култура заедно со локални поп-пејачи в понеделник ќе учествуваат на престижен музички фестивал во Тирана, кој е ставен во светската мапа на културни настани. Повеќе детали за настапот на реномираниот фестивал во Албанија од изјавата на менторот на Младинскиот оркестар Александар Митрички. Како Центар за култура, особено сме горди што сега на 25 во понеделник заедно со нашиот Младински оркестар ќе заминеме во Тирана на престижниот фестивал Cloudfest, кој е во организација на Општина Тирана, заедно со нивното Министерство за култура. Представува фестивал од реномиран карактер во светски размери, значи е ставен во светската мапа на културни настани, бидејќи ова е 10-то јубилејно издание, каде што гостуваат уметници, артисти, танцови клубови и секакви видови на уметници и изведувачи од целиот свет, например, од Обединетото кралство, од Шведска, од Норвешка, од Канада, од Соединените американски држави, од Мексико и така натаму, и сека се разбере нели од нашите балкански и европски држави. Така да навистина ни е огромна чест што ќе имаме еве можност да бидеме дел од една таква манифестација. Завинуваме заедно со најдоброто од нашиот град, тоа се Мартинијан Кириловски и Драгана Јовановска, кои како популарни пејачи ќе се обидат заедно со нашата Анастасија, која што е дел од нашиот Младински оркестар, да ја представат нашата македонска музика во најдобро светло, каде што ќе се представиме со македонските евергрини, македонските популарни песни и секако дел од македонската народна музичка традиција, како што се македонско девојче Јовано Јованке, ќе ги направиме овие специфични джез аранжмани и се надевам дека урбаната публика во Тирана ќе знае тоа да го препознае. Огромна благодарност како Центар за култура изјавуваме кон најголемиот виновник за тоа што сме таму, а тоа е директорката на културно-информативниот центар на Република Македонија во Тирана,
Ема Попивода, која што е воедно и пианистка и професорка на Музичката академија во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, која заедно со незиниот ентузијазам и огромна желба да ни помогне да гостуваме во таа држава. Впрочем, нели тоа е и интенцијата на сите тие културни центри, да ги носат нашите артисти во тие држави, со што би ја представиле нели нашата култура, во овој случај нашата музичка култура. Навистина, благодарност до неа затоа што со незината поддршка успеавме да стапиме во контакт и да имаме одлична соработка со организаторите на фестивалот и се надеваме дека во наредните години ќе гостуваме и во самиот културно-информативен центар. Директорката одлично работи својата работа. Меѓутоа, натаму сме како младински оркестар, бидејќи сме веќе препознаени на мапата на културни изведувачи во нашата држава, да настапиме во културно-информативните центри во Белград и во Истанбул, бидејќи во Софија веќе имаме настапувано. Особена чест ние што ќе го представиме градот Куманово и нашата држава еве на овој реновиран фестивал. Инаку за фестивалот се одржува во близина на Националната галерија во Тирана и се одржува на една платформа, односно една архитектура која што ја има изградено еден јапонски архитект кој што била дел од Лондон, меѓутоа од Лондон е пренесена во Тирана и сега представува еден своевиден символ на модерна Тирана. Така да тоа место, таа инсталација е предвидена за танцување, за дружби, за концерти, за филмови, за едноставно субкултурно и културно катче на тиранчани. Јас сум особено горд, посебно на тоа што првин го формиравме овој младински оркестар, потоа настапивме на многу реновирани и фестивали и надпревари, како што е нели надпреварот Сергеј Михайлов во Штип, каде што освоивме Гран При. Потоа настапивме во културно-информативниот центар во Софија, настапивме на некои фестивали во Виница, во Тетово, во Скопје, во Куманово редовно одржуваме концерти. Благодарност до нашето Министерство за култура што цело време ја поддржува едногодишната работа на младински оркестар. Како мене ми е огромна чест, меѓутоа и на сите учесници во овој проект, бидејќи да се представиме заедно во една држава како што е Албанија и која што тежна е кон модерното европско семејство и Тирана како град кој што е навистина на едно развиено ниво во културата, навистина ми представува огромно задоволство и одговорност. Големиот талент и влюбеник во автомобилизмот Желјко Величковски од Куманово в недела 24 мај ќе учествува на автослалом трка во Скопје во организација на Националната федерација на историски возила. Желјко уште од мали нозе уживал да вози велосипед. Како што созревал, така почнал да се влюбува во поседување и возење мопеди, односно скутери. За да по полнолетството, неговата животна желба прераснува во автомобилизам, односно го изразува својот талент како роден за возач на брзински автотрки и слалом трки. Желјко Величковски веќе има успешно учество на автослалом трки во Чачак, Република Србија.